Новитети, промоции, настани, албуми. 60 минути музика на кирилица на Радио Слободна Македонија. Мак сцена. Добар ден, Македонија, или добро утро за сите оние кои што се уште се протегаат во креветот. Станувате, време за ново издание на Мак сцена и 60 минути резервирани за 100% македонска музика. Веќе 7 минута по 11 часот притискаме старт на една одлична емисија во превод насловена или како што и името Мак сцена или 60 минути музика на кирилица, 60 минути резервирани за нашата најдобра домашна македонска музичка сцена. Ваш домакин, уредник и водител во наредниве 60 минути и денеска како и во останатите емисии Ивана Крстевска, а на мене на вам техничка поддршка, реализација и диџеј мастер денеска Далибор Зафировски зад миксетата. Јас ве поканувам да бидете заедно со нас и до самиот крај до 12 часот, затоа што како и во останатите изданија на Мак сцена денеска имаме една прекрасна гостинка во нашето студио, а за кого станува на збор ќе дознаете од она што ќе го слушнеме во продолжение или насловено Најмило мое. 100% македонско, 100% музика на кирилица. Мак сцена на Радио Слободна Македонија. Мак сцена на Радио Слободна Македонија, веќе знаете за кого станува збор и која е нашата денешна гостинка во Мак сцена. Најмило мое и Александра Јанева беше тоа што го слушнавме на самиот старт од Мак сцена и Александра Јанева во студиото на Радио Слободна Македонија. Добро утро, добар ден и добре ни дојде. Добро утро и од мене до сите слушатели на РСМ. Секогаш убаво да се биде во твоја друштво, Ивана. Ти благодарам, Александра. Убаво е што си денеска токму тука да си промовираме нешто ново од тебе, кое што ние си направивме промоција и без твое присуство, нели? Меѓутоа сега вака официјално, но ајде да започнеме од Најмило мој, една од моите омилени песни, знаеш ти, кој што го кажувам истото, од пејани од тебе, песна од 2016 година, песна со која што навистина може да кажеме дека на Охридскиот фестивал, Охрид фест, Охридски трубадури, направи нешто што дотогаш не беше слушнато таму. Мислам дека сите аплаузи беа вперени кон тебе, дадени за тебе и заслужено, нели, добитник, мислам дека на наградата за текст и аранжман. Така. Кој стои зад ова дело на кого му се поклонува Александра за Најмило мое? Да, после Врати ми го сонцето, на следните фестивали соработував со добро познатиот тим Ристо Самарџиев и Владимир Дојчиновски и конкретно за Охрид фест јас имав желба да направиме песна која ќе личи на Send My Love од Адел. И се собравме на маса и им кажав вака, значи сакам таква и таква песна, ништо друга. И Дојчин веднаш доби идеја и мислам дека за недела дена, ако не и поскоро, ми кажа го имаш демото, ја имаш песната и уште на првото слушање се заљубив во неа и првите коментари после изведбата на Најмило мое беа апсолутно позитивни, сите ми зборуваат дека звучи хитовски, дека едва и чекаат да ја слушат во живо изведбата, така што многу сум задоволна од тоа како излезе. Така може да кажеме дека македонската јавност и македонската публика те запозна повеќе во 2013 година на твоето прво учество на фестивалот, кога имаше само 18 годинки. Да. И тоа како дебитант триумфираше на 28-то издание на фестивалот на забавна музика Макфест во Штип со песната Врати ми го сонцето и тогаш може да кажеме дека Александра Јанева стапна вистински онака на македонската музичка сцена. Како си ги заокружуваш овие 4 години од Макфест 2013 па еве до денеска? Она што можам да го кажам е дека се чувствувам дефинитивно позрела во однос на изведба, интерпретација на сцена. Меѓутоа, секогаш сакам повеќе, не се задоволувам со малку, така што задоволна сум со се што сум одбрала досега, што сум отпеала. Меѓутоа, едва чекам да видам што ќе спремам во иднина.
Така, токму во 2013 година, освен главното признание за песната прва награда од публиката, и статуитка Маквес навистина усвои награда од жирито за најуспешна вокална интерпретација. Повторно во 2016 година имаше твој настап на Маквес, каде што повторно си усвои награда, и ова 2017 година Александра Јанева беше дел од ревијалниот дел, односно не учествуваше со песна. Тоа затоа што ти така сакаш или едноставно затоа што фестивалот го наложува тоа? Фестивалот ме покани да бидам специјален гостин на вечерта. Мене ми беше лично една голема сатисфакција да се појавам со 2 хита на фестивалот пред публика која што ги направи тие песни хитови, и морам да признам дека беше многу помалце тензично од тогаш кога се надпреварував на Макфест. Многу убаво си поминав, публиката пееше цело време со мене, имаше многу аплаузи, среќни лица, и тоа е што ме усреќува и мене. Така, победник со песната за 100 години во 2016 година на 23-тото издание на Интернационалниот фестивал, односно не, која година? 31 беше тоа, 2016-то, 31 издание на Макфест, песната за 100 години. Кој се потпишува за оваа успешна песна во која што ја доби наградата исто така за вокална интерпретација? Ристо Самарџиев и Владимир Дојчиновски. Така, ајде, чим зборуваме за Макфест и 2016 година, да се вратиме како звучеше Александра минатата година на Макфест и победничката песна насловена за 100 години. Најголемите македонски хитови. Музика на кирилица. На Радио Слободна Македонија. Музика на кирилица на Радио Слободна Македонија и 60 минути резервирани за 100% домашно производство, домашна македонска музика, и 60 минути резервирани за промоција на нешто ново што се случува на македонската музичка естрада, и денешна гостинка во Максцена Александра Јанева. Притмалку ја слушнавме за 100 години, тоа е победничка песна од минатогодишното издание на Макфест, но позната си може да кажеме помокните во вокални настапи, но и дека најчесто баладите се твој избор. Зошто ги избираш токму нив? Повеќе би кажала дека баладите ме одбра мене, отколку јас нив, изминативе неколку години, затоа што некако на 18 години се впуштив во овој барабан, и она што ми го понудија композиторите дека мене ќе ми лежи, тоа беа баладите. А инаку јас во својот приватен живот сум многу потемпераментна личност и сакам да слушам, сакам да слушам и да изведувам малце побрзи, подинамични песни. Меѓутоа со самата изведба на баладите сватив дека на некој начин и тие се дел од мене, дека можам да ги доживеам онака како што е нели приказната на песната, а и публиката тоа го бара и тоа го сака кај мене. Така што никогаш не би се откажала од баладите од оваа гледна точка. Така, ти си една од победничките на шоуто Сите наши звезди, пред да бидеш нели победник во 2013 година на Макфест. Сметаш ли дека тоа е, не знам, единствениот, односно вистинскиот начин во кој што Александра Јанева доби промоција на својот талент и македонската јавност слушна за нејзе? Не знам дали беше вистинскиот, меѓутоа за мене беше добитен, затоа што после шоуто Сите наши песни веднаш почна да звонат телефоните од композитори, да се остваруваат првите соработки, така што мене ми беше добро. Меѓутоа знаеме дека нема некое шоу кое е нели многу познато кај нас. Единствено мислам дека македонскиот идол триумфираше во однос на тие шоуа. Се останато. Меѓутоа имавме едно издание, нели, само една година имавме македонски идол. Некако неуспешни проекти
но пак она што треба да излезе на виделина ќе излезе кога тогаш. Така, студентка си на стоматолошкиот факултет во Скопје и да подсетиме дека имаш само 22 години, односно дека се родена 1995 година, за сите оние кои што не знаат, толку млада, но толку успешна, талентирана и храбра девојка пред се. Што те привлече да ја одбереш токму таа професија, стоматологијата, да биде како твоја секундарна професија, затоа што сега за сега барам примерна цел ти е нели музиката и пеењето и творењето на македонската музичка сцена. Да, па доста често знам да бидам неодлучна кога станува збор за хоби, за професија и на мои 18 години сум размислувала така, сум мислела дека медицината треба да биде моја професија. После 5 години студирање на стоматолошкиот факултет, исто така поминав низ многу периоди во кои се каев, а потоа зашто медицина, да, зашто стоматологија? Да, зашто не музика, зашто медицина, па потоа мислев дека сум го направила вистинскиот избор, така што нон-стоп нешто друго ми истекнува во глава, меѓутоа сваќам со годините, сваќам дека и тоа е она што го сакам, на некој начин хуманоста ме натера да се запишам на овој факултет и линкот со музиката, вале хуманоста, не знам. Така се, дали имаш размислувано со која од овие две љубови ќе продолжиш понатаму, музиката или медицината, или после твоето дипломирање, па можеби здравје Боже понатаму и специализација? Јас би сакала за секогаш да биде музиката, она прва љубов, меѓутоа зошто да не? Ако можам и двете да ги водам паралелно, барем на мои постари години, зошто да не? Така, ќе направиме уште една кратка музичка пауза, ќе слушаме уште една балада, една така од моите поомилени. Тоа е Еве ме пак, песна за која што нешто повеќе ќе позборуваме веднаш после нејзиното преслушување. 100% македонско. 100% музика на кирилица. Макс Сцена на радио Слободна Македонија. Ето, токму така, 100% македонско, 100% музика на кирилица, македонско, Макс Сцена на радио Слободна Македонија во друштво со Александра Јанева. Се до 12 часот ќе прислушуваме дел од нејзините хитови. Не можеме сите да ги слушаме затоа што се многу на број, меѓутоа некои од поновите. Претходно слушнавме Еве ме пак, песна која што навистина не те видовме на никој од фестивалите да настапи, што не се не доби ниту една награда затоа што нели се немаш надпреварувано во ни една категорија, меѓутоа песна која што има повеќе од 800.000, околу 800.000 може да кажеме прегледи на YouTube, песна во соработка со Ѓорѓе Крстарски, мислам дека беше твојата прва соработка со него? Да, токму така. Јас уште не можам да верувам колку е добро прифатена оваа песна, затоа што после снимањето на оваа песна и аудио и видео некако имав мала доза на сомнеш дали го направив вистинскиот избор со оваа песна, меѓутоа после мојата прва изведба во живо на Еве ме пак, сватив дека сите сомнежи едноставно паѓаат во вода. Сите ја знае од збор до збор и еве до ден денес на сите мои настапи. Мислам дека е таа умилената песна, едва и чекаат сите да ја слушнат Еве ме пак. Да, кога ги спомена настапите, навистина богато е твоето искуство со позната си по клубските свирки, низ градовите, низ Републикава, каде си највеќе застапена во периодов каде може публиката да те слушна? Мислам дека ме има низ цела Македонија, скоро во цела Македонија, освен во главниот град. Еве, конкретно викендов сум во Кавадарци, сабота сум во Битола и недела сме на приватна забава во Кичево. Останатите градови се Берово, Прилеп, Струмица, да не заборавам некој град, Куманово. Така, Струмица, родниот крај, Далибор се израдува со Куманово, затоа што неговите корени, потеклото му оди од тамо. Како наоѓаш време на вистина да бидеш нели добар студент,
да постигнеш со предавањата, да твориш ново нешто, да одиш во студио и се разбира затоа што викендот кога нели треба да се релаксираш, да ги наполниш батериите, ти повторно си работен, односно имаш клубски свирки. Како Александра наоѓа време за сето ова? Баш така, јас ги полнам батериите со пеењето, иако имам настапи, тоа мене не ми представува тешкотија, туку напротив задоволство. И навистина едва чекам да дојде викенд за да можам да се релаксирам со луѓето околу мене кои ме слушаат и ме сакаат. Така, која е твојата најголема животна страст покрај музиката ќе ја ставиме на прво место и медицината на второ место, кон што имаш уште поголема или најголема животна страст? Еве би кажала дека е играњето. Така те видовме во новиот видеозапис за кој што ќе зборуваме нешто подоцна. Александра си ги покажа своите танцувачки способности за кои што досега ниту ти имавме слушното, ниту пак видено да отпееш нешто вакво. Твое, нели? Се разбира дека на свирките сигурно имаш песни кои што нели во твоја изведба звучат поинаку од останатите изведувачи, меѓутоа навистина нешто ново, интересно и не толку типично за тебе, Александра, од балада премина во девојка, односно од долгите тоалети, кој што така беше запаметена по фестивалите на кои што имавме можност да те видиме изминативе неколку години, од долгите свечени тоалети со балада, прерасна во една, може да кажеме како тинеџерска девојка, иако веќе нели не се во тинеџерските девојки, меѓутоа во едно такво брзо лудо и може да кажеме повеќе хип-хоп изданија. Што те натера да преминеш од баладите во побрзиот ритам? Или како што слушнав некои коментари, Александра од 30 години покажа дека има 22. Да, затоа што навистина по сериозните песни права да изгледаш посериозно, а тоа си го носи нели и облеката која што мораш да носиш за таквата музика. Да, па една од причините беше и тоа што ми досади сите да ме прават постаро од тоа што навистина сум. Се шегувам. Некако кажав дека сум многу темпераментна и сакам брзи динамични песни. Па така и спонтано се случи нашето запознавање меѓу мене и Марко. Тие присуствуваа на моја свирка во Струмица со Сања. Потоа договоривме свирка во Центар бар и јас си изведов неговата... Или сепак не значи дека не си застапена во главниот град, сепак си имала свирка во Скопје. Да, меѓутоа поретко. Неговиот добро познат хит Терориста го направивме во Центар бар. Направивме една поп варијанта и нему многу му се допадна и така некако се здруживме и јас ги кажав моите желби за наредна песна и се најдовме на иста фреквенција. Да, и навистина направивте нешто ново, не толку типично, односно воопшто нетипично за тебе, нешто кое што Александра Јанова дали ќе имаме можност да видиме и понатаму во вакво изданија. Да, секако. Јас би сакала да биде тоа што побрзо. Така, кој се работеше на песната, на видеозаписот, во кој што навистина може да те видиме и со твоите танцувачки способности. Не знам дали досега си ги имала или пак вежбаше можеби токму само за видеозаписот. Не можам да кажам дека вежбав многу. Тоа е нешто што го правам од мала, меѓутоа не го правам континуирано. Еве дури сега на мои 22 години почнав да посетувам некои часови по танцување, а од секогаш ми било желба. А инаку аудиото на Бам-Бам го изработија Слаткар и Иван Јованов. Иван Јованов го изработи аранжманот, а Слаткар музиката и текстот. Беше многу интересно, договоривме неколку сесии. Мислам дека првата идеја за текстот Марко ја доби пред спиење. За да наредниот ден се собереме сите и одиме на кај студио, во кола ја доби втората идеја за текст и третата идеја веќе во студио, така што многу брзо напише еден многу интересен и впечатлив текст, а инаку демото кое го добив првично од него немаше, значи имаше текст на непостоечки јазик, единствено зборови на македонски јазик, стихови на македонски јазик беа колку си опасен, добар ко добар ден.
и тие ме добија прва и така. Ајде да, ние досега направивме промоција без тебе, споменав и пред малку, си ја слушаме веќе некако пати имаме пуштена Бам-Бам, меѓутоа ајде да се слушне публиката уште еднаш за што станува збор, односно за што зборувавме пред малку, последната нешта од пејано од Александра Јанева на словено Бам-Бам. Најголемите македонски хитови. Музика на кирилица. На Радио Слободна Македонија. Најголемите македонски музички хитови и назад во студиото после Бам-Бам и Александра Јанева, незиниот последен сингл и уште по интересен може да кажеме видео запис во кој што гледаме Александра Јанева со незините танцувачки способности за кои што македонската јавност барем досега не ги познаваше и ја немаше видено во едно вакво издание. Да. Видеото за Бам-Бам се снимаше овде во Скопје на неколку локации и морам да признам дека работа со голем професионалец го изработи Бошко Столич со уште неколку луѓе во неговата екипа кои што работеа на постпродукција и мислам дека она кое што го имав замислено за овој спот и го добив, обрнавме внимание на графика и на анимација и тоа е она што е највпечатливо во видеото. Јас сум многу задоволна, а и публиката, според коментарите и моите блиски, така што се на се супер. Какви беа критиките после промоцијата нели на Бам-Бам, затоа што не направи нели нека промоција, туку едноставно само на YouTube каналот го ја постираше твојата нова песна, меѓутоа какви беа критиките од страна на слушателите, од страна на публиката, затоа што досега бевме навикнати нели да те слушаме во со балади, во едно по-споро издание. Да, баш поради таа причина очекував да бидат повеќе негативни отколку позитивни коментари, но се случи токму спротивното. Многу е интересно за тоа што песната е поставена на бугарски канал и има многу бугарски коментари. Сите ме прашуваат зашто има толку многу бугарски коментари. Мене ми е омилен коментарот скъсан тие чорапогашника. Што значи тоа? Од бугарски бе, дека ми се искинати хулахопките. Многу се позитивни и сите ја сакаат таа моја промена. Нормално има и такви кои што викаат дека треба да се вратам на старата Александра, на Александра со балади. Меѓутоа, јас сакам да експериментирам, да испробувам нешто ново секогаш и да усвојувам нови предизвици. Така што оно што можеме следно да го очекуваме од тебе премина во еден друг правец, сигурно сум дека нели повторно ќе испееш уште некоја балада, меѓутоа што е оно што се крчка за во иднина, што е оно што ќе можеме следно да го слушаме и видиме од тебе. Веќе има една спремна песна која што мислам дека таму негде почетокот на 2018 би излегла во етер. Нема да откривам што е, само ќе кажам дека е повторно нешто подинамично, меѓутоа е пак различно од Бам-Бам. Ќе ги оставам слушателите малце во неизвестност до 2018. Така што е оно што без кое што Александра не може да функционира во текот на денот. Не можам да функционирам без пријателите, не можам без музиката, не можам без пењето и тоа е тоа. Така дали никогаш мислам сигурно си размислувала, меѓутоа кој е твојот најголем животен страв? Немам многу стравови, не сум плашлива личност, меѓутоа ќе кажам дека осаменоста понекогаш ме плаши. Не сакаш да останеш не сакам да останам сама. А дали Александра во моментов е сама? Никогаш не сум сама, секогаш сум обкружена со љубов од моите најблиски, од моите пријатели, така што не сум сама.
Така треба и да бидем секогаш. Јас ти посакувам, Александра, навистина уште многу успеси во твојата понатамошна кариера и набрзо здравје Боже да те видиме со едно студиско издание, да не поканиш на промоција на твој албум, на кој што ќе оставиш навистина личен печат, како што оставаш личен печат и за сите овие синглови кои што ги правиш. Ти благодарам за денешното гостување во Макс Сцена. Ти благодарам тебе. И како за крај ќе слушнеме уште нешто од Александра Јанева, насловено Врати ми го сонцето. 100% македонско. 100% музика на кирилица. Макс Сцена на радио Слободна Македонија. Тоа беше Александра Јанева со Врати ми го сонцето на 5 минути пред да го слушнеме и најновото информативно издание. Вестите во точно 12 часот. И тука негде дојдовме и до крајот на денешното издание на Макс Сцена. Да потсетам дека репризата можете да ја слушнете вечерва со почеток во 19 часот или пак доколку ја пропуштите, можете да ја слушнете повторно во недела од 11 до 12 часот и исто така можете да го погледнете видеото на нашиот YouTube канал Радио Слободна Македонија. Јас ќе ви посакам да имате најубаво попладне, да си имате убав ден заедно со програмата на Радио Слободна Македонија и да се слушнаме повторно утре во 7:00 во утренски поглед. А новото издание на Макс Сцена е веќе идниот четврток во новиот месец декември со почеток во 11 часот. Македонија, имате убав ден и слушајте добра музика на единственото радио кој што има боја во македонскиот етер, Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на Макс Сцена Ивана Крстевска, техничка реализација Далибор Зафировски, продукција Радио Слободна Македонија, 30 ноември 2017 година. Чао Македонија, до слушање до идниот четврток, секој добро. Вести, македонска музичка сцена. Новитети, промоции, настани, албуми. 60 минути музика на кирилица на Радио Слободна Македонија. Макс Сцена.